Добро утро и од мене го следиме петочното издание на магазин, на последно за оваа недела. Може би денеска нема да има музика, но денеска ќе има многу љубов и тоа е навистина силна и искрена љубов, каква што само единствено може да ве издигне од на дно кога ќе достигнете и кога ќе го изгубите собственото дете. Јулија Мациевска денеска ми е на гости во чест на незината ќерка, прекрасната Ан, која што целиот незин живот го посвети на уметноста. Јулија одлучи да напише книга и успеа во тоа, односно само ја продолжи книгата која што незината ќерка имаше започнато да ја пишува и одржа на прекрасна промоција токму тука во Скопје со луѓе кои што искрено и сериозно го разбираат ова. И ова е книга која што дефинитивно ќе ви ја промени перцепцијата за животот и смртта. Така некако Јулија ја објаснува за сите овие емоции, за моите на воскреснувањето, би рекол, и за начинот на перцепција на животот и смртта, ќе ни прикаже и самата таа. Добро утро и добро ми дојде. Добро утро, Тино, баш ми е драго што утинава сме заедно и што можеме овие убави работи да ги споделиме со сите оние што ја гледаат твојата прекрасна емисија. Така, еве и со колегите, со Иване и со Елена го правиме, муабетевме пред самата емисија. Сите сме согласни. Секоја чест на силата, на емотивната спремност, на љубовта која што ја шириш и покрај се што се случи, нели, се што го преживеавте и нели ќе се живее со тој момент, но велиш дека Ан заслужи една ваква книга, една ваква голема љубов, еден настан. Успели, знам дека после промоцијата замина малку на одмор, да. Велиш малце да се ослободам од обврски, толку многу работа на сите страни. Успели да ги средиш вака емоциите од прилика во една рамка? Како помина овој момент кој што знам дека долго време го спремаше? Види вака, ова е 8 манифестација од како Ан замина, веќе 3 години. Значи, на 16 септември нејзи е роден ден. И јас секоја година од како Ана замина за незиниот роден ден и за незиниот роден ден во Бога, кога таа замина од овдека, за 12 мај, задолжително ја права манифестацијата Љубов за сите, по која што се двата алманака кои што ги промовиравме овдека кај тебе во емисија, Љубов за сите, кои што се пораки од светот од другата страна, знаеш, значи од Ан и оваа димензија, трета димензија овде на земјата. Но за својот живот и голготата која што Ан ја водеше, таа почна да пишува своја автобиографска книга. И јас на тие промоции Љубов за сите постојано правам тоа, зашто ги не се само промоции, тоа се манифестации кои што опфаќаат големи изложби за делата на Ан, значи од повеќе циклуси. Потоа се читаат стихови од еминентни глумци, актери, поети. И се исто така има пригодна, значи тоа е една пригодна културно-уметничка програма каде што се пеат исто госпелни песни, каде што се зборува за се она што е животот, за вечноста која што се уште е енигма овдека за нас, затоа што многу малку ни се зборува за тоа. Така да оваа година беше 3 години, сакав да биде навистина посебна, да се одбележат тие 3 години од заминувањето на Андријана како навистина една еминентна македонска уметница, да останеше кој знае како ќе се развиваше. Сакав да направам нешто поголемо. Јас всушност, значи таа идеја да ја издадам автобиографската книга на Андријана стоеше уште со самото нејзино заминување, но ми требаа 3 години да го ставам сето тоа на хартија, ќе речам, во компјутер. Така. Да го напишеш, да седнеш, да ги средам незините белешки, тетратките, зашто таа пишуваше на рака. Веројатно ти требаше и време да имаш храброст. Еве 3 години. Знаеш како сум сето тоа сум го препрочитала, па не знам, 3-40 пати, можеби и повеќе.
Затоа што не можев кога ќе седнеш, тоа се такви емоции кога ќе сватите што преживувало вашето дете, зашто и покрај тоа што го гледате, и покрај тоа што јас 24/7 бев со нејзе, сепак кога ќе ги прочиташ незините емоции, тоа е многу болно. И јас не можев да се совземам, 3 години ми требаа. И успеа во тоа, но кога ставив се во компјутер, книгата не беше довршена. Значи, До кој момент беше? Па, скоро последниот месец и пол, кога беше најтешко, кога постојано бевме на клиника, не беше довршена книгата. А таа веруваше во таа книга требаше да има среќен крај. И јас кога размислував, си реков како сега да ја завршам, таа сакаше да има среќен крај. Но бидејќи јас постојано зборувам за нејзе и понекогаш некои ми замеруваат дека таа е жив ангел небесен, и тоа е така, решив да ја завршам, да луѓето разберат што значи, зошто потенцирам жив ангел. Затоа што многу од луѓето мислат дека ангелите се така некаде заспани, дека тоа нешто така, знаеш, не може да го објаснат. А ангелите се живи битија, од ангелите добиваме пораки, ангелите само треба да знаеме како да ги повикаме или како да се конектираме со таа енергија. Затоа што се тоа навистина живи битија. И ние не зборуваме овдека за мртви ангели. Ние зборуваме за живи ангели, и сите луѓе кои што веруваат во ангели да знаат дека тоа се живи битија, но не секому му е дадено да ги види или да ја почувствува таа енергија. Зошто? Заради тоа што нас материјалното не става во една ниска вибрација, и ние кога не вибрираме на вибрација на таа ангелска безусловна љубов, ние тоа не можеме да го доживееме. И затоа луѓето не веруваат во тоа што нема да го видат. А Исус рекол, и во Библијата е кажано: верувај, поверувај, па да видиш. А кај нас оди обратно, сите велат, ама треба кој да видиш видел? за да веруваш. Да, треба да видиш. Кој видел? Треба, значи, да видиш па да веруваш. Не може секој да види. И не може да види ако не го бара тоа од Бога, и ако не биде на таа вибрација да свати дека тоа е една посебна енергија, која ако сте во постојан пат, на постојано ниска вибрација, каде што се, да речеме, кога родители губат деца, нели, се лути на Бога, јас требаше да бидам лутен на цел персонал на онкологија. После, гледате и што се случува овие денови, како сум повикана како сведок да сведочам за случајот онкологија, кој што всушност еден непримерен процес, еден непримерен пример за тоа каде ни е здравството и зашто Ан замина од оваа димензија, а толку веруваше дека канцерот е излечив. И канцерот е излечив, но кога се има адекватна терапија. Така, кога сме кај студењето, само на кратко, болно ли е соочувањето директно со лекарите кои што беа подпишани во однос на терапијата на Ан? Тино, тоа не е малку да се каже дека е болно, заради тоа што, 3 години помина, ништо не сум заборавила. Ништо не е избришено од мене, од сеќавањето за моето дете и голготата која што ја поминавме, само што свесноста, работата на себе овозможи да бидам нормална особа и да зборувам со здрав разум за овие работи. И сега, и накнадо да бидам вклучена во судски процеси, кои што јас не сум ги иницирала, и темата не ни беше оваа, но накратко ќе кажам, бидејќи луѓето мислат дека нешто сум одела, сум тужела, барам сега нешто после 3 години, тоа не е така. Едноставно, јавното обвинителство има, значи, покренато процес и ги има истражувано сите досија за време на од 2018 до 2022 година, кога и Јан беше пациент на докторот кој што сега е осуден. И едно од најдрастичните, значи, мене ми се јавија и ме повика да бидам сведок. Не е само иницијативно од тебе. Не е само иницијативно, јас и не знаев, јас немав сила првата година, кога онколошки пациенти ги открија тие злодела на клиниката.
ме повикуваат тогаш да се придружам на тие протести, нели, се протестираше на секаде пред судови, пред онкологија и така, но јас немав сила. Јас бев на вистина... После се што таму помина. Да, не само, значи, вие кога ќе го изгубите детето, јас изгубив себе си, мене ми требаше јас да се кренам, затоа што бев на вистина многу во лоша состојба. И јас немав сила, им реков, немам сила, но бидејќи знаев дека моето дете не отиде туку така, отиде затоа што беше предозирана и затоа што имаше погрешна терапија. Работите се свртеа, на почетокот беше едно, за да после се сврти да биде се друго. Но реков, ако има Бог, значи Бог ќе ги намести работите кога треба и каде треба и како треба. А јас тоа што го преживеав, ќе го напишам во нашата книга. Па дали некој ќе ми верува или не, еве јас 3 години зборував за тоа, но знаеш како никој не ми веруваше така затоа што си мисла дека сум зборувала во состојба на тага, а демека од канцер се знае, може така нешто ќе се проживее малку, но потоа се знае крајот. Не е точно. Значи, канцерот денеска, во денешно време, навистина треба да биде излечив, како што и ние верувавме. Канцер на дојка е банална работа. Но ако имате адекватна терапија, а од терапија какви што примала Ан, кои што уопште не биле ни за нејзината диагноза, тоа го дознав од обвинителството, кога ми прочита што се е давано и покрај тоа што ја знаев, но толку стручно не знаев. Инаку гледаш што се случува. Јас ги молев да не го прават тоа, да престанат, но знаете, тогаш ќе ви кажат ти ли си доктор, ти ли знаеш и такви работи. И сега да не ја упропастуваме оваа емисија со вакви нешта, заради тоа што сакам да зборувам за животот, а тоа ќе се зборува во некои други емисии каде што се такви теми. Значи јас не бегам од тоа, сум се нафатила и реков на обвинителката кога ме викнаа дека навистина не мислев, но ќе се прифатам да сведочам за правдината на Ани, за правдината на оние кои што навистина имаат проблеми и кои што треба да стекнат доверба во здравствениот систем. Така. Ги видовме фотографиите, ќе ги пуштиме повторно за да може да искоментираме. Фантастична е насловната страница, корицата би рекол на книгата. Те прашав и пред емисија, бидејќи ми беше како со неверување, ама морам и сега да те прашам вака јавно. Ти лично ја црташе таа слика? Па види, јас постојано добивав пораки од Андријанче. Ова е, еве сега се свртев, па гледам, значи, од последната, да, ова е она како работи. Постојано добивав пораки од нејзе, еве како изгледа омотот на книгата. Јас се извинам што не успеав да го донесам, јас останав без книга. Еве во фаза на работа. Делото, кое што е метари 40 на метар. Јас добивав пораки од нејзе да ги погледнам нејзините бои и нејзините четки, да почнам да сликам и да цртам. Но јас немав сила тоа да го направам. Значи, едноставно, кога ќе дојде во допир со нив, јас многу плачев и ми беше многу тешко. Но кога пред година дена ми стаса пак порака да погледнам, значи, во боите и во четките, јас реков дека веќе е време да го направам тоа. И тогаш случајно, значи тоа беше момент и го земам телефонот и размислувам како да почнам, кога да почнам. Го земам телефонот и искача школа за цртање и сликање. И гледам нејзина другарка, колешка, дека отворила школа за цртање и сликање. Да. Леле, реков, ова е порака од Дан. Боже, Елена отворила школа за цртање и сликање. Реков, нејзе ги се обратам за да имам подршка, да не бидам сама во тоа. И ако има, подобро да излезам од дома, надвор да сликам, значи во студио, нели, кај што се деца возрастни, не знаев како тоа беше сето конципирано. Тогаш сам и се јавив и велам за возрастни дали имаш одел, она вика немам, се уште се деца, но нема проблем, доаѓај одма што ме таква работата. И јас со радост отидов. И она ме прашува, Јулија, што сакаш да сликаш? Јас велам, сакам да сликам портрети, тело, емоција, значи низ ликот и низ телото.
Она вика, ти не си нормално, ова е преамбициозно. Само да напомениме претходно, Јулија немаше искуство во однос на цртање. Ти си била креативна. Да, јас од секогаш сум сликала и сум цртала многу убаво. Так. Јас ја насочував кога беше мала. Знаеш, она кој ќе им дадат ликовно да. И она ќе речеше, мамо, ај ме мрзи мене, доцртај ми го ти цртежот, ама да не види учителката дека нема толку хубаво за да не види дека ти си ми го цртала. Ама како да се запише во средно училиште, едноставно престанав. И така, да речеме, знам нешто, знаеш, мислам, сум знаела да направам потез, да... Не си го негувала, не си го практикувала. Апсолутно немав ни време за тоа. И се одушевував на тоа како она израсна во еден ликовен уметник. И сега кога почнав, и вика Елена, ти тоа вика преамбициозна. Ја викам, да, но јас можам, некако сакам тоа. Океј, вика, ќе почнеме така. Јас веднаш почнав со портрети. Добив порака дека треба да работам на машко-женската енергија, на јинг и јанг, затоа што Ана работеше на тој процес да дојде во баланс со машко-женскиот принцип, бидејќи треба да знаеме и канцерот кога се добива, тој обично се добива кога е заробена некоја емоција и тука партнерските односи играат голема улога. И ако не се постигне баланс во машко-женскиот принцип, навистина по-тешко да тие исцелувања. И добив порака од нејзе дека јас требам да работам на тоа, да го довршам тоа нешто. И јас почнав веднаш да сликам енергетски, да ги сликам јинг и јанг, тоа е сонцето и месечината, како портрети машки и женски. Елена ми вели, мене, слушај, ти не црташ по еден портрет, ти по два веднаш почна. И ти викаш, можам. Да, и тоа беа фасцинантни дела. Јас веднаш почнав да сликам на платно со акрилни бои, како што сликаше Ан. И не знам, тоа нешто излегуваше од мене. Таа беше фасцинирана и направив јас неколку дела, кои што навистина добив дури нарачки, луѓето почнаа да ми бараат да мислам вака што стварно луѓе се разбираат и јас бев како уметник кој што има големо уметничко искуство и самата не знам како ги нацртав, ама стварно ги насликав во ствари. Природно ти доаѓа. Ама стварно тоа мене излегуваше. И јас таму некаде април месец и велам на Елена, слушај, јас морам да ја насликам Ан, зашто јас уште кога добив таква порака, јас реков, јас морам да го насликам моето дете како ангел, како што јас ја видов и како што всушност дојде и сретниот крај на книгата, дека таа е жив ангел. Јас сакав да биде таа насловна страна, Ан како жив ангел, потполно здрава, исцелена, онака како што ми дојде целата со златно жолта светлина, со тие крила раскрилена со една убава енергија кога ми рече дека е жива. И ја реков, ја морам така да ја насликам Ан. Тоа беше таква инспирација. Елена вика, окей, вика, јас вика, не знам како, али добро, штом ти сакаш. И сега, викам, јас сакам, колкаво делото ќе го правиме, па викам да јас би на 2 метра би насликала во природна величина како што беше, знам дека крилата. Он вика, Боже, Јулија, да си нормално 2 метра слика? Да. И кажам на Стефанија, и Стефанија рече, ај баво, вика, малку, само вика, намали си ги, вика, апетитите, сепак, вика, знаеш, да. Сепак малце намали, немој толкава, вика, кај ќе ставим, преголема е сликата, немам, вика, ништо против, ама и тебе, вика, значи, за 2 метра на 2 тебе, стварно. И така одлучив да биде 1,40 на метар, што пак е голема. Че малце намали. Да, намалив. И не знам, тоа беше дело каде што јас добив голема трансформација, каде уште повеќе дојдов во контакт со себе, со безусловната љубов. Затоа што ја насликав Ан онака во она светло кога она беше најубава, здрава, со долга коса, како што секогаш ја носеше, со насмевка, значи буквално сега кога гледам од блиску сликата, бојата на очите, сите мислат дека она имала црни очи, она имаше зелени очи, значи нејзе бојата и мутираше малце посветло, потемно зелено, со кафеаво, со така. Значи се она што од секоја пора јас на незиното тело и сега ја знам. И тоа беше еден таков процес во кој што започнуваше со солзи, завршуваше со радост. Ние се радувавме, Елена викаше, Боже, јас
да не те гледам, да не сум сведок на ова. Нема да верувам. Да, не би поверувала, ама вика ова е фасцинантно. И толку многу се радувавме. Сега во делото, дело во дело, решивме, значи добив идеја да ја ставам оригиналната палета на Ан со оригиналната нејзина четка. Она Да, тоа имаше сакам да повеќе те прашам, дали да. ги користеше незините лични четки? Па ги ставив, значи, на делото палетата, не знам, кој ќе видиме можеби ако тргнат кога го сликам. Значи на самото дело земав едно од незините палети кое што најмногу се уклопуваше, значи со бои кои што она ги мешала и четки со кои што таа работела и ги ставивме на еве таму, знаеш оној дел таму каде што се гледа осцената, тоа е нејзина палета и нејзина четка. А тоа е вистинска палета која што е... Да, вистинска, да. Значи како 3D му доаѓа фактички на платното. Да, баш е дело во дело. И ете така се случи и еве ова е од промоцијата на книгата Јас сум жива. На 16 септември за нејзиниот роден ден, ова е актерката Емилија Мицева која што ги читаше извадоци од книгата. Ова е нејзиниот професор Димитар Малиданов кој дојде од Словенија за да зборува за нејзиното дело, да. А инаку Андријана, еве го како делото изгледаше во Сулијан. Андријана, еве тука се Ванчо Тарабунов ни дојде, значи луѓе дојде. Еве сум јас до делото. Ова е Жанета, мојата драга козметичарка. Публика Препон Сулијан ми ја наполнија душата. Еве гледаш колку се бараше книгата, не остана книга. Навистина се радувам, од една страна ми е тешко, солзи, но од друга страна и радосници. Ова е тортата на која што пишуваше Љубов за сите. Овде сме со Стефанија, керката на Андријанче. Еве делата, значи дел од делата. Инаку морам да кажам дека Андријана во Сулијан го заврши факултетот. Ова е Сузана Турунџиева, хорот Фрида. Фрида. И самото место не е случајно избрано зашто беше Сулијан. Не, затоа сакав, затоа што она тука студираше, сликаше. Ова е Наташа Данчевска, уредничката на книгата, која што излезе во издание на Икона. Им благодарам. Хорот Фрида, кој што на вистина направија величествено Сузе, веднаш се одзва и беше величествено. Заедно ја пеевме Мајко Божја. Затоа што секогаш на овие манифестации се пееме пригодни песни, еве тортата со златни букви, Happy Birthday Ан и Љубов за сите, затоа што секогаш ќе носат овие манифестации име Љубов за сите, како што се двата алманаха, затоа што таа ги завршуваше своите постови секогаш со љубов за сите, со реченицата љубов за сите, бидејќи беше навистина љубов. И тоа Тино, значи, препон беше Сулијан, јас извинувам на многу луѓе и стоја, но бидејќи јас морав да се погрижам за столчиња, нема тони факултетот, нема, знаеш, тука е сместен факултетот исто за ликовни уметности дел на во Сулијан и работа, така да Јан тука дипломираше на тој простор. И се беше едноставно дадено. Јас толку имав желба да го направам тоа таму и му благодарам на деканатот што ми го остапија бесплатно просторот, затоа што такви простори не ги добива секој туку така, значи навистина да добиете простор, а за Ан бидејќи е ликовен уметник, дипломиран и признат секаде каде што се ликовните, нели, овие галерии, ателјеа, културни домови каде што има изложувано, навистина ми излегуваат сите во пресрет и затоа успеам и да направам такви манифестации. Но знаеш како, не можеш да ги донесеш луѓето на сила во такви простори. Знаеш што ми е драго. Луѓето одат на, знаеш, масовно одат каде што некој организира некакви, нели, институции, фирми, не знам, и сите одат да се веселат, да џускат, да се лудираат. Овде доаѓаат луѓе што сакат да спознаат душата сопствената пред се, затоа што тука се откриваат се откровенија на моите манифестации. И луѓе кои што навистина сакат да духовно да напредуваат. Не сме овдека собрани за да тагуваме, за да плачеме. Солзи има, да, но солзи кои прочистуваат. И на крајот е славењето. Затоа што ние мораме да сватиме дека ние за животот кој што заминува во вечноста, ние мораме да го славиме, а не како што е до сега што живее мислење во народот, уверувања кои што ни се наметнати, дека постојано треба, за да
сватат луѓето дека сме ожалостени, треба постојано да бидеме во црнина, да тонеме, да не правиме работи кои што нашите ближни ги сакале. Јас се трудам да правам се што он сакаше. Так. И тоа е она што мене ме води. И Тоа се е она што случуваат интересни ја работи. менува перцепцијата во сите овие најтешки ситуации. Потешко од ова не може да биде. Имаме уште една минутка буквално. Толку брзо ни пројде. Многу брзо ни помина, многу убава енергија даде. Како е Стефи? Како е кирката на Стефанија е таа одлична. актерка? Да, она денеска, петок сме денеска, да, денеска ми се чини или има две премиери, има едната во МНТ со госпогица, не знам како беше, руска некоја представа, она игра машки лик. Браво. Да, и има една детска представа Боже, каде беше, ми застана умот. Значи, премиери Битно има... е добра, активна е на сите страни. Е, апсолутно. Инаку е заштитно лице, може да ја видите на Скопско, значи на пивара, на Скопско ја има на рекламите, исто така на А1 операторите секаде низ градот на автобуските станици по автобусите. Значи во полн еке со незината кариера. Многу ми е драго, ти благодарам многу за гостувањето, благодарам за љубовта која што само да кажеме, уште споделиш. извини што те вака, бидејќи интересот за книгата е многу голем, да кажам дека може да ја најдат во икона во Рамстор, таму имаат штанд, или да си ја нарачат онлайн постојано да реклами. За сега, инаку книгата на вистина, јас сум еве повикана, веќе ме повикаа, морам да кажам, многу мајките од Кочани. Стварно? Да, многу книги они нарачаа и сега наскоро ќе имаме таму промоција, разговор со сите нив како да ги надминат, како да ја надминат болката, како да дојдат во позиција во мир. Браво. Заради тоа што тие луѓе го изгубија мирот, а тоа најдобро може да им го каже некој што се соочил со истото, да. Ти благодарам многу што успеваш да ги менуваш перцепциите и навистина да им помагаш на луѓето да се гледаме за убави работи. Амин, ти благодарам, секој ден. Така, и за крај, како што деликува на овој разговор, петочно во магазин, хорот Фрида, заедно со Сузана Турунџиева, и за она дека песната е буквално лек за се. Уживајте, имајте убав викенд, се гледаме од понеделник.